Македонската нација има многу имиња со кои многу не се гордее. Некои ја викаат измислена нација, некои ја викаат бугарска, некои јужно-србијанска, некои граѓанска, некои велат сме турли тава нација, гравче тавче нација, но по се изгледа ние не сме ништо друго туку тастатура нација. Мудрите велат ниеден проблем не се решава ако не му погледнеш во очи, ако не внесеш мудрост, храброст да го решиш. За решението треба да се бориш, да излезеш на улица, да викнеш, да се спротиставиш, да не размислуваш, да не калкулираш. Не. Калкулантите секогаш го јадат стапот, и по долгиот и по краткиот. А за да го сториш тоа треба да имаш храброст. А за да имаш храброст треба да си независен, слободумен, демократски воспитан и да не потпаѓаш под лажните идоли. Да не бидеш како некои кои се представуваа за храбри џомити ги решиле проблемите, а всушност одобриле се што им побарале и го смениле името на паркинг и за тие свој демек храбри одлуки ја ограбиле државата, својата држава ја ограбиле, пичвас ја направиле и ја донеле до питачки стап. Од таквите не можеш да се бориш од дома. Не можеш да бидеш скриен за тастатурата на компјутерот и само да мрчиш. Не можеш да мрчиш, не можеш. Ама чекај Сашо, па ти си за тастатурата и само мрчиш, ке ми речат некои слободумни граѓани. Да, мрчам, ама ја мрчам со име и презиме, со сите штети по мојата безбедност што ми ги носи тоа мрчење. Мрчам по телевизија, мрчам на улица, мрчам у сладкара, мрчам у бурек джилница, мрчам кај матичниот, мрчам сегде, мрчам на гинеколог одам и тамо многу мрчам, тамо најмногу мрчам. Мрчам секаде каде што треба да дадам отпор, за разлика од моите сограѓани кои се претворија во тастатура нација, најчесто скриени зад лажни профили и зад лажни аватари. Се прашувам, ако ние требаше да се бориме за својата слобода, дали ќе останевме дома за тастатурата да мрчиме? Стратезите, познавајќи не колку сме јаки на пишување, ќе не решија во два потега, ќе исклучија струја, ќе исекоја интернет и ќе го снимаше отпорот. Башка и зејтинот и брашното ќе ни се расипеа, не ќе можевме леп да замесиме. Дали тогаш, драги мои тастатура револуционери, ќе излезете надвор или ќе се криете под Јорган планина додека ве сексаат во здрав мозок? Зашто ако не станеме од компјутерите, наскоро ќе изгубиме име и презиме и јазик и народ и нација, па макар била тоа само тастатура нација. После ќе мора да учите други јазици, да пишувате во други фонтови, туѓи фонтови, да учите туѓи химни, да знаете туѓи географии, за туѓи бели дворови, да си копате црни гробови, затоа што тастатурата нема да ви важи, ќе ви треба нова тастатура, бугарска, далеку било, или албанска, и тоа далеку било, англиска, руска. Видиш ја за руската што... све едно се. Битно, ова на Кирил и Методи тешко дека ќе ја чукате. Народ кој ќе преспие на тастатура се буди во туѓа држава. А овој клип е посветен на едни момци кои што се уште лежат по затвори затоа што не знаат да чукаат на тастатура, туку беа на лице место која беа проблемите тогаш на оној 27 април. Романтика. Генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз Оливер Спасовски. Теовел Еменке Гутенбершенге